Баба Рога. Си живееле маж и жена и имале само една ќерка. Еден ден жената заболела и умрела. Тажел незиниот маж тажел и еден ден решил да се ожени за друга жена. Новата жена не го сакала девојчето, па постојано го тепало, го карало и се мислела како да го убие. Еднаш таткото отишол некаде, а маќијата му рекла на девојчето: "Оди кај сестра ми, твојата тетка, и побарај игли и конец, кошула да ти сошијам." А тетката била баба Рога, дрвена нога. Не смеело девојчето да ја одбие маќијата, па тргнало, но пред тоа наминало кај незината вистинска тетка. "Добар ден, тето." "Добар ден, внучке, зошто си дојдена?" "Ме испрати маќијата кај незината сестра по игли и конец, сакала кошула да ми сошие." "Добро е што пред тоа си дошла кај мене, внучке," и рекла тетката. "Еве ти една лента, малку путер, малку месо и парче леб. На патот ќе видиш една бреза, што во очите ќе ти се пика, а ти со лентата заврзи ја. Потоа една врата ќе шкрипи и нема да сака да се отвори, а ти неа со путерот намачка ја. Потоа ќе најдеш на кучиња што ќе сакаат да те раскинат, а ти дај им лепче. Потоа ќе ти се појави една мачка што ќе сака очите да ти ги ископа, а ти на неа малку мевце дај." И се заблагодарило девојчето на тетка си и тргнала. Одела и стасала во шумата. А во шумата си стои една куќарка на кокошкини нозе, а во куќарката си седи баба Рога, дрвена нога и платно ткае. "Добар ден, тето." "Добар ден, внучке," одговорила баба Рога. "Што ти треба?" "Ме испрати маќејата да побарам од тебе игли и конец за да ми сошие кошула." "Во ред, внучке, ќе ти дадам игли и конец, а ти седни тука малку и поработи." Девојчето седнало до прозорецот и почнало да ткае, а баба Рога излегла во дворот и рекла на својата слугинка: "Сега ќе си легнам да спијам, а ти оди во бањата и избањај ја внука ми. Само убаво измија, зашто кога ќе се разбудам, сакам да ја изедам." Девојчето ги слушнало тие зборови и седи ни мртва ни жива. Кога отишла баба Рога, тоа и се приближило на слугинката па и рекла: "Драга моја, не ставај толку дрва, повеќе вода ставај, а водата гледај со решето носи ја." И подарила шамивче. Слугинката ја подгревала бањата. Баба Рога се разбудила и прашува: "Ткаеш ли, внучке? Ткаеш ли, мила?" "Ткаам, тетко, ткаам, мила." Баба Рога повторно легнала да спие, а девојчето й дала на мачката парче месо, па ја прашала: "Мачко, сестро моја, кажи ми како да побегнам од тука?" Мачката пак и вели: "Онаму на масата има едно шамивче и едно чешле. Земи ги и бегај што побргу, оти баба Рога ќе те изеде. Таа ќе почне да те брка, а ти стави го увото на земја. Кога ќе слушнеш дека таа е во близина, фрли го чешлето и ќе израсне густа шума. Дури таа се пробива низ шумата, ти далеко ќе избегаш. А кога повторно ќе слушнеш дека е блиску, фрли го шамивчето и ќе се појави широка и длабока река." "Ти благодарам, мачко, сестро моја," рекло девојчето. И се заблагодарила уште еднаш на мачката, го зела шамивчето и чешлето, та почнала да бега. Му се фрлиле кучињата и сакале да го одерат живо девојчето, а тоа им фрлило леп и тие ја пуштиле. Стасала до вратата, но таа почнала да шкрипи и не сакала да го пушти девојчето. Тоа го зело путерот и ја подмачкало вратата, та таа се отворила. Одеднаш почнала да шумоли брезата и да му се пика во очи на девојчето, а тоа и врзало лента на брезата. Брезата пак го пуштила девојчето. Трчало девојчето колку што имало сила. Бега и назад не погледнува. За тоа време мачката седнала до прозорецот и почнала да ткае. Ами не ткае, туку се преправа. Се разбудила баба Рога и прашала:
ткаеш ли, внучке, ткаеш ли, мила? А мачката ја одговорила: ткаам, тетко, ткаам, мила. Влегла баба Рога во куќарката и гледа девојчето го нема, а мачката седи и ткае. Почнала да ја кара баба Рога мачката. Ах ти мивке една, ах ти злобнице, зошто го пушти девојчето? Зошто не му ги ископа очите? Зошто лицето не му го одра? А мачката ја одговорила: јас тебе толку години ти служам, ти мене ни коска не си ми фрлила, а таа мевце ми даде. Истрчала баба Рога од куќарката и им се нафрлила на кучињата. Зошто не го искасавте девојчето? Кучињата ја одговориле: ние тебе толку години ти служиме, ти сува корка не си ни фрлила, а таа лепче ни даде. Отишла баба Рога кај вратата. Зошто не шкрипеше? Зошто го пушти девојчето? А вратата й рекла: јас тебе толку години ти служам, ти со вода не си ме полила, а девојчето со путер ме подмачка. Тргнала баба Рога кај брезата. Зошто не му се пикаше во очи на девојчето? Брезата пак ја одговорила: јас тебе толку години ти служам, ти мене ни со конче не си ме подврзала, а девојчето лента ми подари. Почнала баба Рога да ја кара слугинката. Зошто мори сакато една не ме разбуди? Зошто ја пушти? Слугинката й рекла: јас тебе толку години ти служам и ни еден убав збор не сум добила, а таа мене шамивче ми подари и многу беше љубезна со мене. Почнала да вреска баба Рога, потоа седнала во аванот и тргнала да го лови девојчето. Со толчникот тера, а зад себе трагите со метла ги брише. А девојчето трчало ли трчало. Потоа застанало, се приближило до земјата и слуша како се тресе земјата. Баба Рога е блиску. Го зело девојчето чешлето, та го фрлило преку десното рамо. И одеднаш се појавила шума, густа и широка. Корењата на дрвјата земјата длабоко ја продираат, а врвовите облаците ги пробиваат. Се приближила баба Рога и почнала да ја гризе и да ја крши шумата. Гризели, кршили, а девојчето бега. Поминало некое време, девојчето се приближило кон земјата и слуша како се тресе земјата. Баба Рога е блиску. Го зело девојчето шамивчето и го фрлило преку десното рамо. Во тој миг се разлеала река. Широка преширока, длабока предлабока. Дошла баба Рога до реката и од злоба почнала да шкрипи со забите. Не може да помине преку реката. Се вратила таа дома, ги собрала своите волови и ги однела кај реката. Пијте, волови мои, сета вода до дното испијте ја. Почнале да пијат воловите, а водата во реката се иста останува. Се налутила баба Рога, легнала на брегот и самата почнала да пие вода. Пиела, 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 се дури не пукнала. А девојчето за тоа време бега ли бега. Вечерта се вратил таткото дома и ја прашува жена си: каде е ќерка ми? Жена му пак му одговара: отиде кај теткај, требаше игли и конец да донесе, ама се задржа нешто. Се загрижил таткото, па сакал да тргне и да ја бара ќерка си. А во тој миг девојчето влетало дома сето задишано, воздух не може да земе. Каде беше ќерко, ја прашал таткото. Ах, тате, му одговорила ќерката. Маќејата ме испрати кај нејзината сестра, а сестра е баба Рога, дрвена нога. Таа сакаше да ме изеде, одва избегав од неа. Кога дознал таткото, толку многу се налутил, што со најпогрдни зборови ја избркал жена си од дома. А потоа си останал да си живее сложно со својата ќерка.